сите насмеани, што се гледаме после подолго време насмеани, здрави, живи вака, затоа што не се имаме нормално видено во ваква форма подолго време. И јас сакам само вака оф рекорд да ви кажам дека претседентот на ДПМН во овај состав кој што го познавате години наназад и за овие распишани претседателски избори ќе се биде во овој состав со неколку новитети, нормално што ги гледате во просторијава, кои што ќе се задолжени за протоколарните работи, така да се она што како форма го имавме до сега, ќе се го имаме и од сега, тоа прво. И второ, што улогите малку ќе бидат изменети, малку ќе биде поглавен колегата Порпаров овие избори. Тој ќе со него ќе имате најголем дел од комуникацијата, секако ќе сум јас да кога ќе треба нормално да помислам нешто или плюс нешто да се разговара. Така да, господине Митровиќ, повелете да ви се заблагодарам и од моје име за вашето присуство. Особено ми е драго што после одреден период повторно се гледаме тука. Така да се надевам како што и досега имавме соработка, ќе продолжи дури во подобра насока. Започнуваме со пресови, затоа првиот денешен ќе биде малку со поопширна тематика, затоа дозволете ми да започнем. Почитувани, денес сведоци сме на безидејност, беззначајност и безпредметност од страна на СДСМ. Уште еден пример кога СДСМ го покажува своето вистинско лице, исполнето со толкување на невистини и клевети. Замислете, тие се истите оние кои имаа можност цели 8 години да покажат на дело убави работи за нашиот град, а оставија само милионски долгови без реализација на ниту еден витален објект. И токму тие се дрзнуваат да зборуваат за нереализирани проекти, и тоа во време кога ВМРО ДПМН успева да ги санира штетите од владењето на СДСМ. Ако ги напаѓате зафатите во културата, сетете се дека СДСМ 8 години ништо не направи за да го збогати културниот сектор во градот. Ако напаѓате за спортот, сетете се дека СДСМ немаше вложување во спортот во Охрид во изминативе години. Ако напаѓате за еколошката политика, сетете се дека СДСМ немаше ниту една еколошка активност. Ако напаѓате за урбанизација, сетете се дека СДСМ со своите урбанистички одлуки го искасапи Охрид. Ваквите испади на СДСМ ги толкуваме како очајнички обиди за ситни партиски поени кон престојните избори. Но ниту ваквите обиди нема да ги спасат од уште една поразителна битка во која уште еднаш ќе се потврди погумната политика на СДСМ како во локално, така и во државно ниво. ВМРО ДПМН успева во сите аспекти на општеството да создаде услови за прогрес и просперитет. И токму поради тоа ВМРО ДПМН е сериозна политичка опција, која своите ставови ги темели исклучиво врз потребата на граѓаните. Токму поради тоа потенцираме дека во услови кога секојдневно неосновано се напаѓа ВМРО ДПМН, ќе продолжиме и понатаму кон реализација на ветувањата и кон создавање на услови за подобар живот. Тоа е нашиот мотив од кој нема да отстапуваме. Благодарам, тоа е сега. Ако имате прашања, поведете.